Почитувани, денеска се навршува една година од последните парламентарни избори и речиси 6 години од владењето на Никола Груевски. Според сите параметри, ова е најлошата година за Република Македонија во историјата. Една година е доволен период да ги сумираме резултатите и да видиме во кој правец се движи Македонија. Економијата никогаш не била полоша. Имаме континуиран пат на индустријското производство, изнуден ребаланс, државата е презадолжена и не престанува дополнително да се задолжува, а власта упорно парите ги троши на реклами, фасади и споменици. Компаниите никогаш не биле вака уценувани и под постојан притисок. Владата ја уништи ликвидноста на стопанството со долговите кои ги има спрема фирмите. Меѓународните односи на Македонија никогаш не биле толку лоши. Не само што ги губиме сите битки на меѓународен план, туку и од нашите стратешки партнери непотребно правиме непријатели и противници. Во сферата на демократијата и човековите права, Македонија никогаш не стоела полош. Од полициска бруталност до целосна злоупотреба на институциите за политичка пресметка со неистомислениците. Судството е целосно партизирано и во функција на власта, а скоро и да не постои институција која по своја природа би требало да биде независна, а да не е тотално партизирана. Безбедноста никогаш не била позагрозена, а меѓуетничките односи толку кревки. Тензиите и нетрпеливоста станаа секојдневие. Коалиционите партнери, наместо да работат на унапредување на меѓуетничките односи, тие стануваат главен иницијатор на тепачки, како онаа на Калето, пресметки по автобуси, а нивните изјави и пораки се некоординирани и често диаметрално спротивни, со што само ја разгоруваат меѓуетничката нетрпеливост. Здравството никогаш не броело толку скандали, недостаток на неопходни средства и погрешно лекувани пациенти. Дополнително на целиот хаос, во овој ребаланс на буџетот кој е во собрание се уште се кратат дополнително 10 милиони евра. Почитувани граѓани, овие констатации не се само констатации на опозицијата, туку се нотирани од сите релевантни меѓународни институции. Ке напоменеме дека во извештајот на Freedom House Македонија бележи огромен пат од 20 места и се наоѓа во друштвото на африканските земји. Истото го потврдува и извештајот на Репортери без граници. Според индексот на мизерија на лондонски економист, Македонија е лидер по мизерија. Македонија според Европскиот индекс на здравствена заштита бележи рекорден пат пред овој ребаланс во кој се кратат дополнително 10 милиони евра. Amnesty International и State Departmentот во еден глас не предупредија дека одиме назад во слободата на говорот, демократијата, меѓуетничките односи, а судството и администрацијата сме ги претвориле во партиски паравани. Сите овие извештаи се објавени токму во последнава година. Почитувани граѓани, овие извештаи не се само статистички бројки. Ние нека се запраша секој од нас и од вас, дали денес живее подобро од пред една година, дали живее побезбедно, дали има повеќе пари за трошење, дали му се цените поевтини, дали е Македонија поблиску до Европската Унија и НАТО, или подалеку, дали односите со нашите стратешки партнери се напредени или уназадени. Македонија назадува во сите области и се движи во погрешна насока. Тоа не е резултат на моменталната состојба во светот, како што сака да не убеди владата, туку е резултат на погрешните политики на оваа влада. СДСМ, како конструктивна опозиција, ќе продолжи да предлага решенија за подобар живот на граѓаните. Свесни сме дека власта намерно ги игнорира нашите предлози и најчесто ги отврла без да ги прочита. Сепак, ќе продолжиме да нудиме решенија и со тоа да вршиме притисок на власта да спроведува мерки со кои ќе се подобри животот на граѓаните. Ви благодарам. Доколку имате прашање, стојам на располагање. Може и на темата и надвор темата. Дали очекувате да го истера мандатот до крај
Она што јас очекувам е дека со секој следен ден се повеќе граѓани ќе стануваат убедени и ќе ја препознаат вистината, а тоа е дека оваа влада ја уназади Македонија практично на сите полиња. Сето тоа неминовно ќе доведе до поддршка на опозицијата, која ќе резултира со промена на владачката структура во земјата. За нас, првиот, според законот, термин за соочување се локалните избори. Јас сум убеден во победа на опозицијата, која ќе го трасира и ќе го отвори патот кон нови избори и нова структура на власта во државата. Очекувате ли дека власта може да распише предвремени парламентарни избори? За нас, како Социјалдемократски сојуз, сите опции се отворени и ние сме подготвени за сите случувања. Пред малку јавниот обвинител Лјупчо Шврговски изјави дека документот кој што Бранко Стаменковски го оставил во Канал 5 нема печат на државна тајна и нема основи за кривично гонење. Што остави Бранко Стаменковски? За каков документ се работи? Веќе на јавноста не е јасно зашто станува тоа? Значи, Бранко не се издрибло, како што некој изјави, туку не оддал државна тајна, ја предочи вистината пред граѓаните, бидејќи нели граѓаните имаат право да ја знаат вистината. Ви благодарам. Значи, ако е ситуацијата толку лоша, што би можела наредната власт да добие со тоа што ќе ја земе таа власт и како ќе се справи тоа што сите толку наплатени проблеми? Власта секојаш ја даваат граѓаните и ја земаат граѓаните. Дојдено е време, и тоа се поголем број граѓани го констатираат, дека оваа власт не работи во нивниот интерес, дека имаше доволно време да покаже што знае, и она што можеме да го кажеме дека ние ќе се трудиме секогаш да бидеме многу поодговорни во пристапот од оваа власт, особено во безмилосното трошење на народните пари кои тие го прават за споменици, за реклами, за фасади. Бидете убедени дека Социјалдемократскиот сојуз тоа нема да го прави. Благодарам.